civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. За состојбата во која се наоѓа општеството и политичкиот систем во целост заслужни се тешките оние кои направија тешки пропусти во креирањето на изборниот систем, а уште повеќе во оној дел кој се нарекува изборни практики. Самите изборни процеси не се изолирани од се останато во општествено-политичкиот и правниот поредок. Напротив, тие се истовремено и последица и причинител за позитивните или негативните состојби во целокупното живење на едно општество и на државата. И јавноста, но и политичките партии често ја истакнуваат одговорноста токму на самите политички партии за овие состојби. Се разбира, секоја политичка партија ја наоѓа одговорноста кај друга политичка партија, а неретко и во сите останати политички партии во земјата заедно, меѓутоа не кај нив самите. Секогаш секој друг е виновен за тешките состојби во критични области во општеството и политиката, но не се бара одговорноста на самото место од каде што се изразуваат тие критики, односно се упатуваат тие критики. Помалите политички партии најчесто со право говорат за тоа дека системот е неправеден, дека немаат пристап до ресурсите и до медиумите. Нивните критики најчесто се сведуваат на констатацијата дека системот се креира и одржува на тој начин што ги брани интересите на големите политички партии. Големите да останат големи или да станат уште поголеми, а малите да останат мали, да се претопат во големите или да исчезнат. Тоа не е далеко од вистината. Впрочем, и во другите области во поредокот се гледаат истите тенденции. Така е и во економијата, а така е и во животот. Тоа што често се заборава е фактот дека и помалите политички партии носат одговорност за состојбите во овој контекст. Помалите политички партии имаат сериозен удел, поголем дури и од своите размери, во корумпирање на системот. Клиентелизмот, кронизмот, политичкиот парохијализам, трговијата со влијанија и низа други појави често започнуваат, а и завршуваат токму во пазарењето меѓу политичките партии, каде што помалите политички ентитети имаат поголема улога отколку што се самите по обем. Тие се мали, но имаат големо влијание, со други зборови. За жал, тоа влијание често се користи за теснопартиски и лични интереси, а не за наметнување идеи, проекти, стратегии и определби. Политичкиот систем, демократијата и демократските институции нема никогаш да добијат ни најмала шанса за унапредување со постојната политичка култура и со легислативата, а и манирите на имплементација, какви што ги имаме во нашата земја. Оттаму не можеме да очекуваме ниту почитување на човековите права и слободи, а во овој контекст ниту правото на глас, кое е едно од фундаменталните човекови права. Не смееме да ја занемариме ниту одговорноста што ја имаат и другите чинители во општеството. Неславна е улогата што ја играат дел од организациите на граѓанското општество и дел од медиумите. Поточно, политичките и други центри на моќта ја злоупотребуваат можноста за граѓанско организирање и за креирање на јавното мислење преку медиумите. Сите заедно на различни начини учествуваат во деградацијата на изборниот систем, а со тоа и на демократијата. Тоа придонесува кон недоволно разбирање, па дури и отфрлање на основните принципи на демократијата, силна недоверба во институциите и целосно занемарување на човековите права и слободи кај голем дел од граѓанките и граѓаните. Нека ми простат оние што имаат почувствителни уши, но изгледа дека различните чинители во општеството и државата, почнувајќи од политичките партии, завршувајќи токму со граѓанките и граѓаните, во овој контекст гласачите, се во некој вид садомазохистички однос. Тие постојано се измачуваат меѓусебно и уживаат во тоа, изгледа, и се уште, можеме да кажеме дека се уште не се најде општествена или политичка сила која ќе му стави крај
на ова бескрајно измачување. Ваквите повици најчесто остануваат да одекнуваат во општеството без политичка, која е без политичка изборна и медиумска култура во празно. Во нашите политички процеси и процесите на донесување одлуки недостасуваат визија и стратегија. Уште повеќе недостасуваат искреност и свест за универзалните придобивки на демократијата. Недостасува сознанието дека сите се добитници во добро уредена, правична и праведна демократија, отпорна на деструктивни влијанија однадвор. Затоа нашето општество и државата всушност ги носи стихијата, а не планот, идеите и стратегиите. Оттаму премногу моќ се концентрира кај поединци и мали групи од моćни луѓе, во чии раце политичките партии дури, а и институциите се само алатка за постигнување на тесни цели. Најголемиот добитник од долгорочните стратегии, добро осмислени и уште подобро спроведени во инклузивен процес би биле и се граѓанките и граѓаните. Но да стигнеме до таму останува уште долго време и многу работа. Во работата што ја спроведуваше, во активностите што ги спроведуваше Цивил, заедно со работничките и соработниците, експертските тимови, но и со поддршка од граѓанките и граѓаните, а се разбира следејќи ги добрите практики и добрите постапки кои ги видовме во текот на изборниот процес, а и во поширок контекст во општествено-политичките процеси, кај дел од институциите можеме да кажеме дека направивме многу, донесовме многу материјал од кој може да се користи целата јавност, медиумите, истражувачите, а се разбира институциите во понатамошниот тек на изборните реформи, меѓутоа и на подобрување на демократијата. Особено би сакал од име на организацијата и во лично име да им оддадам признание на антикорупционерите кои се уште остануваат меѓу најпопуларните во јавноста, кои секогаш навремено успеваат да детектираат одредени негативни појави и случаи и за тоа без никаков пардон да ја известат јавноста. Исто така би сакал да споделам и една перцепција дека освен граѓанките и граѓаните кои често се жртви на лошите закони или на лошата имплементација на постојните закони, втори поред би ги навеле Државна изборна комисија, кои често пати се наоѓаат во ситуација да се справуваат со недостаток од ингеренции, надлежности, но и ресурси, заради тоа што во последен момент во една недоследна политичка пракса се соочуваат со врските кои ги наметнуваат други чинители во политиката, за да можат да им излезат во пресред на тие последни измени, дали во изборниот законник или во други процедури. Се разбира, бележиме и низа слабости и кај институциите, вклучително и на Државна изборна комисија, кои во еден дел можете да ги видите во оваа публикација, која спомнав и која е само прва од 4 публикации кои ќе бидат објавени и онлайн, а се разбира ќе бидат достапни и во печатена форма на македонски, албански и англиски јазик во предстојниот период. Веруваме дека ќе дадеме добар придонес, позитивен придонес, не велиме дека сме безгрешни и не велиме дека сме секогаш во право, меѓутоа тука сме за да учествуваме во диалогот и во дебатата. Јас би сакал само да уште неколку минути да одвојам за тоа да ја представам оваа публикација, како што кажав, прва од 4. Во текот на читањето ќе забележите дека тука има една сериозна правна експертиза, анализа за тоа како од правен аспект изгледаат изборните процеси, и се забележува дека постојат навистина сериозни предизвици од правен аспект во спроведувањето и на локалните избори 2021 година, кои се влечат како последица и од претходни состојби и ги видовме исто така и во претходните изборни процеси.
Понатаму, за одбележување е еден силен напор кој го направи мониторинг тимот на Цивил, редакцијата Цивил медија, како и неколку други делови од структурата на Цивил, пред се предводени од двајца експерти, Жарко Трајановски, кој пишува за говорот на омразата, прави медиумска анализа на говорот на омразата, додека Петрица Рачини прави една обширна медиумска анализа за дезинформациите и црната пропаганда. Понатаму, ако погледнете на страна 58 од публикацијата, која ќе биде онлайн веќе веднаш по оваа конференција, ќе видите и еден преглед на изборните реформи, измените и препораките, низ настаните на кои учествуваа и представнички и представници и од Академијата, од Министерството за правда, од Државната изборна комисија, пратенички и пратеници и така натаму, се разбере и други институции, и тука може да се забележат и оние препораки, општи препораки во однос на изборниот систем кои ги промовира Цивил долги години наназад, би рекол во последните 12 години, упорно од година во година повторуваме исти препораки, за жал не ни отпаѓаат препораки од листата на препораки, бидејќи не се поправаат состојбите, туку само се додаваат нови секоја година, како што доаѓаме до нови созданија и состојби. Цивил години наназад особено внимание посветува на политичкото финансирање. Мониторингот на политичкото финансирање, конечно засилен со овој нов состав на Државната комисија за спречување на корупцијата, е во фокусот на работата и на еден дел од експертскиот тим на Цивил. Би го препорачале четивото за политичкото финансирање, кое е на 69-та страница, а се разбира издвоени препораки на 79-та страница, издвоени препораки за од експертскиот тим на Цивил за политичкото финансирање, кој е под наслов нејасни ингеренции и бројни дупки во одредбите за политичкото финансирање. Ќе кажам само една недоследност, а тоа е дека поради роковите кои им се овозможени на политичките партии и други нејасноти во изборниот законник, меѓутоа и други законски решенија, на политичките партии им се остава премногу простор за да можат да манипулираат со извештаите, а се разбира, тука особено мора да се има предвид и препораката, односно констатацијата дека транспарентноста во финансиското работење на политичките партии е многу ниска, а самите финансиски извештаи, ако се погледнат, може да се забележи дека таа транспарентност речиси ја нема во голем број случаи. Се разбира во еден друг дел, меѓутоа во релација и со политичкото финансирање, останува констатацијата, за жал, дека неказнивоста, односно откако ќе се утврди одредена неправилност во финансиските извештаи и во финансиското работење на политичките партии, не се случува буквално ништо. Така имаме доста години стари случаи на утврдени недоследности, односно грешки, несоодветно финансиско работење на политичките партии. Еве еден може да се каже од 2011 година, дека уште не е расчистен, никој не работи на тоа, иако Државниот завод за ревизија утврдил професионално и доследно за како и што се работи во одредени политички партии. За жал, уште еднаш ќе повторам, неказнивоста, односно непостапувањето е една редовна пракса во нашава реалност. Ние во ова издание, во научените лекции или ненаучените лекции, ако сакате,
и завршуваме со 2 политички анализи и тука некаде се заокружува оваа фаза од нашата работа и учество во изборните процеси. Би сакале да им оддадеме признание на експертите кои работеа и соработуваа со нас, се разбира и на релевантните институции, а најмногу, како што кажа и моите колешка и колега, граѓанките и граѓаните кои будно ги следат нашите активности, активно учествуваат со своји сугестии, со своји случаи и со поддршка, навистина ни помагаат да останеме на линија на подобрување на изборните практики, се со цел да помогнеме во развојот на демократијата на нашата земја. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.